да земам збор. Значи, моето процедурално се однесува на она што го кажа колегата Дајанчо Евтимов и се надевам дека тука според дискусијата ќе ни се придружи колешката Ане Лашковска. Би сакал процедурално да влезе во записник и затоа сакам и стручните соработници да го нотираат тоа, дека укажуваме на суштинската повреда на начинот на кој што се врши овој предлог и евентуален избор на кандидатот за Советот на јавни обвинители и бараме да влезе во записник дека Законодавно-правната комисија би требало да го испита овој навод за суштинска повреда на пробивањето на рокот како кумулативен услов. Бидејќи во законот изрично стои рок во рокот 30 дена, сега веќе се поминати 13 месеци, отприлика или 14, и сметаме дека е суштинска повреда, а за ова истото ние во следниот период како пратеници ни следува таа можност и писмено ќе го побараме ова од Законодавно-правната комисија, но сепак нека стои во записник процедурално дека е дел од нашите основни забелешки за суштинска повреда. Толку би имал процедурално. Сега ќе почнам со другиот дел. Само тука ми е законот. Зошто ова претходно го кажав? Затоа што според законот за Советот за јавни обвинители, членот 32 во став 1 е запишано дека членовите на Советот што ги бира Собранието на Република Македонија се избираат од редот на универзитетски професори по право, адвокати и други истакнати правници. Според биографијата, што ние можеме да ја прочитаме тука, од господјата Светлана Жупановска, според незината биографија таа ниту е универзитетски професор, ниту е адвокат, ниту е истакнат правник. Значи, предложениот кандидат Светлана Жупановска не ги исполнува условите од ставот 1 на членот 32. И како таква сметам дека комисијата за избор и именувања, ако не службите, тогаш председателот на комисијата има полно право да ја отфрли оваа кандидатура. Едното е заради суштинската повреда на роковите, но еве кажавме дека тоа ќе го за тоа кажавме дека ќе се провери преку Законодавно-правната комисија, но втората повреда на оваа кандидатура е што господјата Светлана Жупановска од Скопје не ги исполнува условите од член 32 став 1 од Законот за Совет на јавни обвинители, каде што се бара членовите на Советот што ги избира Собранието на Република Македонија да бидат од редот на универзитетските професори по право, адвокати и други истакнати правници. Господјата Жупановска не е ниту истакнат правник, ниту универзитетски професор по право, ниту адвокат. И тоа го докажува самата со својата биографија. Во незината биографија, ако се разгледа добро, ќе се забележи дека владеачкото мнозинство е пред уште еден тест дали ќе избереме тука во Собранието, дали ќе се избере нова Весна Дамева. Тоа е биографијата на господјата Жупановска, таа е новата Весна Дамева во Советот на јавни обвинители, доколку биде избрана. Зошто ова го говорам? Затоа што во незината биографија е напишано дека незиното професионално достигнување е стручен соработник во Основниот суд Скопје 2,
од 2005 до 2016 година, како што беше стручен соработник споменатата Весна Дамева. И второто нејзино по постигнување во кариерата е виш советник во СЈО со подпис на Катица Јанева. Значи, ниеден параметар, ниту како стручен соработник во Основниот суд Скопје 2, ниту како виш советник во СЈО на Катица Јанева, не ја прават господјата Жупановска истакнат правник. Бидејќи нема никакви научни трудови, нема никакви забележителни резултати во создавањето или примената на правото, ниту во јавноста била позната во редот на обвинителите, правниците, професорите или адвокатите. И затоа сметам дека она што до предизвестно време беше сериозно загрижувачки низок процент на недоверба во правосудните органи и судство и обвинителство од 4%, после ваквите случувања во Советот за јавни обвинители, во Републичкиот судски совет и со овие кандидати кои што се само реплика на некоја втора, трета или четврта Весна Дамева, и тој процент од 4% ќе биде многу висок во споредба со она што може да го измериме денес или што ќе се мери во следните неколку месеци пред нас. Ако се сеќавате добро, кога се избираше Весна Дамева во собранието, на предлог на, за жал, политички без интегритет председател на државата Стево Пендаровски, кој што ја предложи Весна Дамева и молчеше се додека истата беше непроцедурално разрешена, до тогаш му одговараше, а потоа најде да даде коментар. Но, доколку се сеќавате, колеги пратеници, кога се предложи Весна Дамева да биде избрана за член на Републичкиот судски совет, токму на оваа комисија и на собранието ние добронамерно укажувавме дека истата не ги исполнува условите и дека како стручен соработник нема да може да наметне авторитет ниту меѓу колегите членови во судскиот совет, ниту меѓу судиите основни, апелациони и врховен. За жал тоа се покажа за точно и ние во изминатиот период бевме сведоци на најголемата деградација што му се случила на Републичкиот судски совет на јавна сцена и за жал не само судиите, сега и граѓаните кои што имаат своји предмети или бараат остварување на права преку судовите, веќе немаат доверба ниту во судовите, ниту во Републичкиот судски совет како орган кој што би требало да ги контролира. Втората работа на која што укажавме, и затоа напоменувам денес што сакаме да биде ставено во записник, тогаш укажавме дека не е соодветно, дека не е законски, дека не е етички и не е според принципот на рамноправност, тоа што владеачкото мнозинство го смени законот само за да може Весна Дамева да стане председател на судскиот совет и се додаде норма во која што пишуваше дека оние кои што се избрани од собранието, само тие можат да се кандидираат или да бидат избрани за председатели на Републичкиот судски совет. За предизвестно време, по представка од адвокат, мислам дека беше, Уставниот суд донесе одлука која што беше на таа линија. Дека изборот на сега веќе не знаеме како да ја наречеме поранешната правилно или неправилно разрешена председателка на Судскиот совет Весна Дамева не бил соодветен и дека во иднина не смее да се ускрати правото на ниту еден член на Републичкиот судски совет да конкурира за председател на ова тело. Затоа сметам дека оваа нова Весна Дамева во ликот и делото на оваа прилично кратка биографија и многу штура биографија со име и презиме Светлана Жупановска, не би требало да дадеме можност да биде тоа што Весна Дамева беше во Републичкиот судски совет, односно еден нов стручен соработник, само затоа што имала близина со Катица Јанева или со кого и да е од тимот на Катица Јанева,
да добие ваква позиција, а од таа позиција да нема никаков авторитет да наметне свое мислење, став, ниту па да има капацитет да ги поттикнува, стимулира, санкционира, казнува или наградува јавните обвинители на територијата на Република Македонија. И сметам дека со прекршувањето и неисполнувањето на условите од членот 32 став 1 од Законот за Советот за јавни обвинители, сметам дека Светлана Жупановска би требало да ја биде одбиена кандидатурата што ја доставила до Комисијата за избор и именување со краток одговор: не ги исполнувате условите од член 32 став 1. Не навлегуваме дали била или не била соработник на Катица Јанева и какви биле незините заслуги во таа релација. Најбитното е што не ги исполнува условите од членот 32 став 1 од Законот за Советот на јавни обвинители. Тоа што понатаму исто е забележително во незината биографија, повторно ќе го напоменам, е не само што била превземена со спогодба за вработување и превземање од Катица Јанева во тогашното СЈО, туку се превзема во втори месец, 26 февруари 2016 година, за веднаш потоа со брзина на светлината истата да биде унапредена само 5 дена покасно на 1 март 2016 година во виш советник. Од стручен соработник во виш советник. Но повторно, колеги, ќе ви кажам, ниту стручен соработник, ниту виш советник не спаѓаат во категоријата на истакнат правник. Доколку таа била адвокат, доколку таа била обвинител, доколку била нотар или универзитетски професор, или можеби меѓународен судија или консултант за човекови права или за правни работи, ќе можевме да отвориме дилема колку била добар или колку била слаб или колку била истакнат правник, но ќе била во редот на истакнати правници. Стручен советник и виш советник не се кариерни достигнувања кои што може да се квалификуваат како истакнати правници. И затоа сметам дека со оваа незаконитост што се прави, почитувана председателка, сакам да ви укажам на една работа. Овде се прави смислено, ќе се создаде ситуација на свесно или несвесно создавање на ситуација на нов удар на угледот на Советот на јавни обвинители во моментот кога ќе се покрене постапка за прекршувањето на суштинските повреди и услови за неисполнување на она што е потребно да го исполни еден кандидат за член на Советот за јавни обвинители, и доколку владеачкото мнозинство, условно кажано, ја избере Светлана Жупановска во месец мај, јуни, јули, август, септември или кога и да е во текот на оваа година, еден ден нема да биде ова владеачко мнозинство тоа што е, еден ден некои од другите кандидати кои што исполнуваат услови, а не биле ставени тука на разгледување или не успеале, доволно е само да покренат постапка дека имало суштинска повреда при кандидирањето на Светлана Жупановска по основ на пробивање на рок, кој што е кумулативен услов, и второ по основ на неисполнување на условите од членот 32 став 1, ќе падне незиниот избор, ќе треба да си даде оставка, ќе се сокрие парламентарното мнозинство зад колективната одговорност, но ќе настрада дополнително угледот на Советот на јавните обвинители, кој што и онака веќе е драматично разнишен после изјавите кои што ги имавме за од самото обвинителство, членови на самото обвинителство, кои што го посочија Советот на јавни обвинители како тело кое што тргува со влијание. Значи се посочи овој Совет на јавни обвинители како тело кое што се јавува на луѓето кои што треба да бидат идни кандидати.
Тоа значи дека огласите не се суштина, туку огласите се сведени на фарса. Бидејќи пред секој оглас, веројатно, задолжен човек во Советот за јавни обвинители повикува подобни кандидати и ги инструира на кој оглас да се пријават и кога да бидат избрани. Дури во тоа тргување со влијание, дури тука се прават пропусти со непочитувањето на роковите, што е суштинска повреда на законот, бидејќи е дел од условите што требало и Советот и оваа комисија да ги запази. А мислам дека не се запазени. Она што исто така сакам да го напоменам се реакциите и од стручната фела. И тука би сакал да се повикам на изјавите кои што беа дадени од представници на Коалицијата за правично судење, кои што ја следат работата на отворените седници. Гледаме сега веќе дека почна и затворени седници да се случуваат на Советот за јавни обвинители и на Републичкиот судски совет. И забележуваат дека ваквото однесување особено на Советот за јавни обвинители е како Советот за јавни обвинители се труди како да ги замолчи гласните критичари. Наместо да ја согледа суштината на повредата која што ја прават или погрешниот дел од нивната работа и трговијата со влијание, Советот на јавни обвинители покренува дисциплински, етички или други постапки против оние обвинители кои што ќе соберат дали храброст, смелост, дали заради одредена резигнација или ќе имаат капацитет да укажат на слабостите на Советот и тогаш веднаш се покренува дисциплинска постапка за замолчување на критичарот, а од друга страна ова е очигледен пример. Значи, ако овој член, овој кандидат Светлана Жупановска стане член на Совет за јавни обвинители, тогаш може слободно да се избрише членот 32 став 1 и воопшто да не се бламира собранието, ниту пак да се бламира Советот на јавни обвинители, да не пишуваат дека некој треба да биде универзитетски професор од областа на правото, некој дека треба да биде адвокат или дека треба да биде истакнат правник. Господјата Жупановска, освен што била другарка со Катица Јанева, не е ниту истакнат правник, ниту универзитетски професор по право, ниту адвокат. И сметам дека е деградирање на Советот за јавни обвинители, но и деградирање на голем дел од обвинителите кои што својата задача, струка и занаед го создавале со години и со децении, за да им биде нарушен од еден ваков кандидат, кој што утре со најголемо достигнување стручен соработник или другарка на Катица Јанева, ќе треба да ги оценува висшите обвинители, основните јавни обвинители, обвинителите во обвинителството за гонење на корупција, организиран криминал и така натаму, а нема капацитет да биде ништо повеќе од соработничка на Катица Јанева. Не зборам за сегашниот статус соработничка во библиотеката, туку мислам за соработничка во тогашното СЈО. И колку биле блиски, не мора човек да докажува со фотографии или со Facebook статуси, доволно е да се види само дарежливоста на Катица Јанева како еден советник во јавното обвинителство, значи не е ниту јавен обвинител, добила награда од 30.000 евра. Замислете, сума од 30.000 евра и е дадена на Светлана Жупановска само по основ што е таму влезена како стручен соработник од суд, а потоа со решение од Катица Јанева од стручен соработник преминува во виш советник на Катица Јанева. Значи не е ниту обвинител. Ние може да збориме за Фатиме Фетаи, за Ленче Ристовска, за Гаврил Бубевски, за кои да беа други од тие Чарлиеви ангели, што потоа малку остана од ангелското во нив, но тие барем беа обвинители и вршеле јавно обвинителска функција и има според законот одреден статус и одредена можност да добие одредена награда за извршена функција,
а господјата Жупановска, не знам со што ги задолжила, дали Катица Јанева и била толку омилена или била многу блиска соработничка, добила 30.000 евра награда од СЈО и ова е во 2017 година. Замислете, само за една година, освен редовната плата, господјата Жупановска била наградена со 30.000 евра, прилично дарежливо од страна на Катица Јанева, која што видовме дека знаела да го следи текот на парите многу подобро од сите тука присутни. Затоа сметам дека ако сакате да во иднина избраните членови на Советот на јавни обвинители бидат избрани и си извршуваат функцијата во текот на цел мандат, што би било најдобро и за Советот на јавни обвинители и за јавно-обвинителската фела, тогаш добро е како председател на комисијата да не дозволувате кандидати кои што не ги исполнуваат условите да бидат на дневен ред. Вие можете, имате право и вие и ние сите заедно како комисија имаме право да ја одбиеме кандидатурата на Светлана Жупановска и да ја кажеме дека, извинете, не ги исполнувате условите од член 32 став 1, кога ќе ги исполните условите, ако во иднина таа стане адвокат или истакнат правник или универзитетски професор по право, тогаш нека се пријави за 2, 3, 4 или 5 години. Советот се надевам нема да се укине до тогаш доколку е желба, па потоа ќе се разгледува кандидатурата согласно законските услови. Вака, надвор од законските услови, само ќе биде прашање на време кога ќе биде разрешена. И тоа законски ќе биде разрешена, ќе отвори дупка во Советот за јавни обвинители, ќе го наруши угледот, ќе создаде повторно тука во собранието уште една поларизација, се разрешува, се именува, повторно ќе се врзе во негативен контекст целата јавно-обвинителска фела, а најмногу Советот, и ќе настрада угледот на Советот на јавни обвинители и, за жал, довербата кај јавноста. Јавноста се помалку има доверба во судиите и во обвинителите, токму заради вакви поединци. Јас не зборам за мнозинството од нив. Најголемиот дел обвинители и судии си имаат и интегритет, и образование, и стручност, и искуство, и ја заслужуваат својата плата и ги извршуваат своите обврски. Но доволно е двајца поединци, тројца поединци, како Весна Дамева, како Светлана Жупановска, како господинот Селими од Републичкиот судски совет и некои други, да направат 3-4 јавни или други ексцеси, кои што за жал ги забележуваме се почесто, и да падне во вода угледот на многу битни институции. Советот на обвинители треба да биде вајар и чувар и пазител на редот, законитоста, на хиерархијата и на интегритетот на јавните обвинители. Како ќе може една господја која што највисоко била рангирана како стручен соработник и тоа што е била другарка на Катица Јанова да му биде некаков авторитет на некој обвинител кој што во Битола, во Велес, во Тетово, во Куманово или во Штип работи 25 години во јавно-обвинителска служба и ги има поминато сите скалила до најниска до највисока хиерархија. Затоа сметам, моето мислење е дека во овој случај, тоа го предлагам до вас, бидејќи сметам дека имате право, по однос на првата точка, не говорам за другите, но по однос на првиот кандидат, Светлана Жупановска не исполнува законски услови, член 32 став 1 од Законот за Советот за јавни обвинители, и заради неисполнување на условите не може незината кандидатура да биде разгледувана, ниту пак истата да ја ставаме на гласање. Ќе бидат доведени во заблуда оние кои што сметаат дека ги исполнува условите, бидејќи членот 32 е многу краток и многу јасен. Пишува: собранието, членовите на Советот што ги избира Собранието на Република Македонија се избираат од редот на универзитетски професори по право, Жупановска не е универзитетски професор по право, адвокат,
Жупановска не е адвокат и други истакнати правници. Таа не е истакнат правник. Таа е стручен соработник. Стручен соработник не е истакнат правник. Не може медицинскиот персонал или техничар или болничар да биде хирург. И не може медицинскиот техничар да биде контролор на операцијата што ќе изврши хирургот Сашко Кедев или Ристе Семјонов или кој да е друг. Така не може ни Светлана Жупановска да биде член на Советот на јавни обвинители и да врши контрола, надзор, да дава упатства, да санкционира или да наградува јавни обвинители кои што имаат сериозни кариери и сериозни овластувања и надлежности зад себе. И затоа, почитувана председателке, барам од вас оваа дискусија да биде сватена како едно добронамерно укажување дека дискутираме за кандидат кој што не ги исполнува условите за да биде кандидат. И барам тоа да биде исто така констатирано. Комисијата и вие како председател, но може и комисијски заедно, ние имаме полно право да ја одбиеме кандидатурата, бидејќи не ги исполнува условите од законот. Доколку кандидатот смета дека е обратно, има право и на втора постапка, и на жалба, и на што и да е, на управни постапки, но сметам дека ние не треба да ја пропуштиме оваа постапка, не треба да дозволиме да биде незаконита. Добро е ние да реагираме да биде законита и да дискутираме за кандидатите кои што ги исполнуваат условите. Дали ќе се согласиме околу нив, нивниот интегритет, нивната стручност, нивната блискост, независност или слично, тоа е друга работа, но ако е некој адвокат, истакнат правник или универзитетски професор по право, тој или таа ги исполнува условите и тука нема дилема. Но Жупановска не е ни едно од трите и според тоа не ги исполнува законските услови за да биде тема на дневен ред. И јас би сакал тоа да биде мојата втора забелешка, која што би инсистирал да влезе во записник и би побарал од вас и од колегите членови на комисијата да ја запреме тука постапката по однос на оваа точка, бидејќи истата е несоодветна според условите кои што ги пропишала комисијата и собранието на огласот кој што е објавен. Има оглас објавен за членови на Републичкиот Совет за јавни обвинители, но господјата Жупановска не ги исполнува условите од овој оглас и не би можела да биде дел од расправата или па да биде одлучувано за неа, затоа што доколку се одлучи за неа, ние реално ќе му одземеме можност и место на некој кој што ги исполнува условите, се пријавил, а не е дел од овие предложени кандидати. Благодарам многу. Ви благодарам, колега Милошовски, тоа што го побаравте да влезе во